Good morning. We're here today for the second roundtable for our industrial management project with the Macedonian Energy Association. As you probably know, of course, energy costs are an important cost for businesses and industry here. And if you can reduce those energy costs, you can increase profits. So we think this is an important project to assist companies in their competitiveness in domestic and regional markets. I'm happy to say that we've been able to help 17 companies in Macedonia to install energy management systems which help them to manage and reduce their energy costs. We've also been working with financial institutions to help them in offering relevant and appropriate financial products for companies because they do need financial assistance. They need loans in order to install the equipment and the upfront costs that are involved. And it's also an important project because it helps to support three important goals of the government of Macedonia for energy efficiency, for private sector development, and for reducing greenhouse gas emissions. So we're quite pleased to be here today and hear how the companies have been able to benefit from the energy management systems and the assistance that's been provided. Thank you. Добро утро на сите. Мило ми е што ве има во толков број за нашата втора тркалезна маса од областа на индустријскиот менеджмент, која што организираме заедно со Македонската енергетска асоциација. Оваа втора тркалезна маса ќе говориме за намалувањето на енергетските трошоци како начин да се зголеми профитот на индустријските капацитети. Исто така на тој начин тие подобруваат и својата конкурентност на домашниот пазар, меѓутоа и на регионалните пазари. Досега сме им помогнале на 17 компании да ги намалат трошоците за енергија со помош на овој проект, и исто така соработуваме и со финансиски институции, како што знаете. За ваквите проекти потребно е инвестиција уште од самиот почеток, а исто така потребно е да се вложи. Па така заедно со финансиските институции ние развиваме производи кои што би биле добри за компаниите во форма на заеми што би ги вложиле за опрема и за дополнителни трошоци. Со помош на овој проект ние всушност се стремиме да ги оствариме и трите цели што се ги има поставено и владата на Република Македонија, тоа е зголемување на енергетската ефикасност, развој на приватниот сектор, како и понатамошен развој во ова поле. Се разбира дека со помош на овој проект бенефитот е добар и за сите страни што се вклучени. Ви благодарам. There was opening market for liberalization electricity market. During the roundtable, the companies will be discussing more the specific cost savings that they've been able to achieve through the energy management systems. Yeah. Можам јас да кажам, значи во однос на самите компании, ние го правиме за самите компании да заштедат енергија, со организациони мерки кои што тие може да ги спроведат, кои што не чинат ништо пари, меѓутоа со промена на навики, со начини на управување внатре во компаниите, може да се постигнат заштеди, искуствата велат 5-10 до 15% заштеди, меѓутоа доколку треба да се постигнат поголеми заштеди, нормално и треба позначителни инвестиции за нова технолошка енергетски ефикасна опрема пред се. Конкретно зашто се работи, зашто се проектите? Значи што им се соведува на фирмите, нудите техничка помош, финансиска помош? Значи како што кажа господин Стајн, ние воведовме во 17 компании системи за мониторинг и управување со потрошувачка на енергија, кои што им овозможуваат на компаниите да можат рационално да следат и да управуваат со потрошувачката на енергија во рамките на нивните производни капацитети. Меѓутоа секако нудиме и помош во изработка на одредени проекти и студии, каде што во зависност од потребите на компаниите може да се работи за замена на гориво, може да се работи за управување со врвното оптоварување во компаниите, замена на осветлување и слично. И на тој начин со тие интервенции и инвестиции од страна компаниите и со наша помош во соработка со банките да може таквите инвестиции да се реализираат. Колку финансиски тежат овие инвестиции? Колку треба на една фирма, например на еден фабрички погон да
инвестира во енергетска ефикасност? Значи тоа зависи од големината на компаниите и потребата и можноста како и нивната посветеност на работа со овие системи. Искуствата се различни, некои компании кои што се поголеми и поголема потрошувачка енергија, можат овие системи да ги повратат и за помалку од една година, некои за 2 до 3 па и 4 години како инвестиција.